За надлежните солидарност за компаниите казна за успешно работење. Владата засега го повлече законот за екстра профит, но бизнисмените се сомневаат дека тоа се прави за на него да се налепи европско знаменце и да биде протуркан на брза лента. Најголемата стопанска комора кај нас бара целосно стопирање на законот, зашто и првите луѓе на најголемите компании потпишаа и документ со кој искажуваат дека сите се против новата давачка. Од комората алармираат дека власта не го исполнила нивното барање за даночен календар, со кој би требало државата однапред да му соопшти на бизнис секторот, што ќе се воведува како даночна реформа, а би важело од 1 јануари идната година. Невозможно да градиш предвидлива бизнес клима ако 12, 10 или 7 години не носиш клучни закони кои што би го подобрили работењето на компаниите во еден чуден лавиринт на администрацијата, а сега се носат закони по скратена постапка или со европско знаменце, кои требат како слаломашите да помини на брзина низ собранието и низ бизнес заедниците. Со законот ќе се опфатени само оние кои остваруваат приход поголем од 615 милиони денари или 10 милиони евра, зашто бизнисот алармира дека е селективен пристап и ќе удри по оние кои успеале во екот на најголемата енергетска и економска криза да успеат да работат и да остварат поголем профит од она што владата го зацртала. Компаниите алармираат, ниту е грев да се оствари добивка, уште помалку да се инвестира. Најзасегнати ќе се токму странските инвеститори кои се надвор од тир зоните, што за нив ќе биде дестимулативно и кога дошле тука не биле известени за вакво нешто. Тука се селектираат само поголемите компании кои остваруваат добивка, приход поголем од 615 милиони денари и прашањето е зошто ги таргетирате само нив. Иако технички трошокот во врска со овој данок беше предвиден да биде како трошок од оваа година, меѓутоа тој се однесува на минатата година. Многу силно се спротивставуваме на паушалната употреба на европското знаменце во донесувањето на законите, заради тоа што имаме впечаток дека овој механизам се употребува и кога навистина се тоа европски закони и кога за тие закони нема општ консензус во државата, па сега се користи еден мал страничен механизам за се злоупотреби за таа работа. Доколку се донесе законот, пресметките од владата се дека во буџетот ќе се соберат околу 4,7 милиарди денари или 76,4 милиони евра. Законот ќе ги опфати големите компании од сите сектори кои во последната година оствариле поголем профит или над 20% од просекот кој ќе биде земен од последните 3 години, а стапката ќе биде 30%.